2014-та, кога СДСМ не ги призна изборите, главниот аргумент на Груевски дека тие биле регуларни беше тоа што СДСМ не поднела ниту еден приговор. Сега токму поплаките до ДИК се повод не само за протести, туку и повици на атак врз институции и личности. Дали приговорите за изборните резултати се законско право или подмолен чин за кражба на изборите? Зошто ВМРО ДПМН заборави дека само на локалните избори 2013-та 3 пати бараше прегласување само во општина Центар? Фактите наспроти политичките спинови. Како постизборната реторика од политички фолклор премина во говор на омраза и отворени повици за линч на политичките противници. Добро вечер. Ова е топ тема на ваша страна. Ова се само дел од дилемите и темите за вечерашното издание. Почнуваме веднаш. Тензично е во Државната изборна комисија, таму уште една пауза, бидејќи многу пиротехнички средства почнаа да летаат кон прозорците на просториите во кои што се сместени членовите на Државната изборна комисија, а кои треба да одлучат уште за само еден приговор на Социјалдемократскиот сојуз. Тензично е и пред Државната изборна комисија, особено откако е прифатен приговорот на БЕСА за поништување на едно избирачко место со 852 избирачи, кое според првичните неофицијални симулации покажува дека би можело да донесе промена за само еден мандат во соодносот помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. Секако, доколку одлуката на Државната изборна комисија биде да има прегласување на ова избирачко место и доколку Управниот суд ја потврди одлуката на Државната изборна комисија. А право на жалба, според востановената пракса од 2006 година, не според закон, туку востановената пракса на Врховниот суд, имаат не само партиите кои што поднеле приговори, туку сите партии кои со своји кандидати учествувале на оваа избирачко место во 6-та изборна единица. Така стојат работите на терен. За она што се случуваше во Државната изборна комисија, но и многу повеќе пред Државната изборна комисија, вечерва разговараме со моите гости. Неда Чаловска од Хелсиншкиот комитет за човекови права. Добро вечер и добре дојдовте. Колегата Тодор Пендаров, добро вечер и добре дојдовте. Андреј Божиновски, правен консултант во Сдруженијето за кривично право и криминологија. Добро вечер и за вас. И универзитетскиот професор, комуниколог и колега Сефер Тахири. Добро вечер и за вас. Бидејќи стручноста на Божиновски и Чаловска е малку во доменот на оној втор дел од мојата теза, како овие протести премина од политички фолклор, постизборен политички фолклор во говор на омраза и отворени повици за линч. Тахири и Пендаров би почнал со вас. Како едно законско право на приговор во изборниот процес се претвори во драма која што на моменти синоќа, а и еве и вечерва, сериозно се заканува да прерасне и во насилие и инциденти? Мене не ме изненадува ова што се случува. Значи, ако се сеќавате, уште во првата пресконференција на ВМРО на денот на изборите беше некаде околу 10 и нешто, во говорот на Владко Ѓорчев беше нешто навестено. Без обзир на колегите од спротивната страна, планите колеги кои се експерти, кога станува збор за говорот на омраза, но веќе тогаш се виде, во тој говор се виде на разлика, еден вординг кој, ако не беше говор на омраза, него веќе имаше внатре стереотипи и предрасуди. Бидејќи ние одавно кај нас
сме го изгубиле правото некаде, не знам каде, односно ние одавно не сме правна држава. Нормално се решава политички и ова што го гледаме сега пред ДИК е чисто политички спин, упатен по мое, како за домашната јавност, односно охрабрување на своето членство и на своите гласачи, но ја мислам, исто толку е важно, односно има за цел, да биде испратена одредена порака до меѓународната заедница, односно до меѓународните фактори. Сега нормално секој ќе се праша што? Па многу едноставно. Веќе подолго време меѓународната заедница или меѓународните чимбеници, фактори, кога станува збор за Македонија, секогаш во прв ред ставаат безбедноста и сигурноста од владење на право, демократија, почитување на човекови права и така натаму. Некои велат тие се дел и од кризата и од решенијата, Така, односно ништо не се случило без нивна интервенција. Да, но во овој конкретен пример, ја мислам дека Груевски сега покажува на меѓународната заедница дека он го има и кибридот, но го има и пожарникарскиот шмрк, че може да гаси и да пали. Односно, дека ако него го нема, односно ако не ја води он владата, се загрозува безбедноста на државата, се загрозува безбедноста на регионот, се загрозува границите и нон-стоп слушаме пак за некакви нови бранови на бегалци кои ќе преплават Европа. Мислам дека е тоа исто така толку исто важна цел колку охрабрување на своето членство и на своите гласачи, демек еве власта не ја даваме, бидејќи некој сака да не украде власта. Нема смисла да зборуваме дали се жалбите законски или незаконски, ама навистина е смешно. Ти ги спомна примерите за локалните избори во Скопје. Имаме посебна фактографска анализа околу тоа, прво да ги слушнеме на начелно ставовите на сите. Тахири, истото прашање. Како ова беше најцрна кампања, меѓутоа како наедна сето ова една нормална процедура, за кратко ќе ги видиме аргументите зошто е тоа нормална законска процедура, како сето тоа ескалираше во она што го видовме синоќа, а се уште го гледаме и вечер. Очекувано беше од резултатот. Значи, тесен е резултатот, но инсистирањето на ВМРО ДПМН дека они по секоја цена ќе ја зачуваат победата, се прашувам овие денови и денеска цел ден која победа, бидејќи ние знаеме дека власта, односно владата може да ја формира победничката партија ако има 61 пратеник. ВМРО ДПМН во случајот не е тоа. И да е но е партијата која што може да го добие мандат. Еве да речеме дека управниот суд ќе ги уважи, значи, одлуката во случајот една одлука или пак може да има некоја друга. Случајот Фатиме веќе така се нарекува. Да, случајот Фатиме. Ако го прифати управниот суд, пак мандатот ќе му биде доделен на ВМРО ДПМН, бидејќи бројот на гласовите е поголем кај ВМРО ДПМН. Значи не менува ништо. Мислам дека тензијата се создава заради нешто друго, да не се создава друго мнозинство. Идејата да се состави едно друго мнозинство, меѓу другото денеска ја слушнав како идеја која што е во оптек да формираат друго парламентарно мнозинство, СДСМ, ДУИ и движењето БЕСА, може да влијае овие тензии, значи овој притисок да биде уште поголем. Бидејќи меѓутоа Сефер, сега се говори за дека на зелена маса некој се обидува да украде изборна победа. Не имаме приговори. Таа процедура за која вие говорите е нормална. Во 2006 година на зелена маса ВМРО ДПМН доби пратеник со помош на гласовите на ДПА во селата во Тетовско. На зелена маса се добивали или се решавали изборни нерегуларности. Ако фактите покажуваат дека имало изборни нерегуларности, ние цело време 2 години се бориме за правото на глас да биде неприкосновено и да биде во согласно со европските демократски принципи.
Чаловска и Божиновски, кој е вашиот првичен коментар на сето она што се случуваше, може би не во ДИК, но надвор од државната изборна комисија? Како што спомнавте и претходно, во однос на говорот на омраза, навистина беше забележан буквално од сите говори, меѓутоа не само од говорите, туку и од луѓето кои што присуствуваа на протестот. Во однос на правниот дел нели ќе разговараме малце подоцна, меѓутоа во однос на правото на приговор, нормално дека тоа е загарантирано право и не е финално, заради тоа што и да одлучи Државната изборна комисија, потоа треба да одлучува управниот суд. Така што мислам дека минимум уште една недела ќе се занимаваме со ова и минимум уште една недела ќе знаеме што и како понатаму. Вторник или среда? Да, вторник или среда. До тогаш се надевам дека ситуацијата нема да ескалира, заради тоа што е многу возможно, особено доколку се продолжи со ваквиот говор на омраза, со заканите кои што се упатуваат до луѓето, нели, како што се припадниците на другите политички партии, така и активисти за човекови права и оние луѓе кои што учествуваа во шарената револуција. Така што мислам дека во овој момент единствено е потребно да се смират страстите и единствено е потребно политичките актери кои што се на највисоко ниво да пристанат со ширењето на говор на омраза и повикувањето на насилство. Божиновски, како гледате на сите овие придружни појави кои што веќе го пременуваат она што досега го нарекувавме најцрна кампања. Бидејќи веќе не сме во кампања, туку многу полоши работи се случуваат во период на постизбори. Морам да кажам дека јас го делам мислењето на мојата колешка Неа Чаловска во однос на дека страстите треба да се смират, во однос на тоа што го сведочевме пред ДИК што се случуваше. Јас би рекол дека тоа е голем процес на дескриптивен екстремизам, тоест изјавување на екстремни ставови кои се во спротивност со сите наши рационални и поимања за заштитни добра. Исто така сакам да напоменам дека во говорот беше користен многу деградирачки став према групи, према поединци, врз основа на нивна некаква припадност, што е заштитена припадност врз дискриминацијска основа. Така што бевме сведоци на изливи на национализам, на вреѓање, така што можам да кажам дека со сигурност се работи за говор на омраза во овој случај. Ќе разговараме детално и за тоа кои се видови и кривични дела сакајќи или не сакајќи беа сторени, но вистина или спин, точно или неточно. Дали приговорите на СДСМ и на БЕСА се обид, како што тврди ВМРО ДПМН, на зелена маса да се украде изборната победа. Во вечерачниот фактограф на топ тема на ваша страна носиме споредбена анализа на тоа колку ова право на приговори се користело во минатото. Токму од партијата која сега вели дека користењето на правото на приговор е всушност обид за кражба на изборната победа на зелена маса. И вечерва фактографот го има Сања Васич. Крајниот рок за објавување на конечните резултати од предвремените парламентарни избори е 21 декември, ако нема прегласување или ново пролонгирање. До тогаш треба да заврши процедурата за приговорите. Партијата ВМРО ДПМН, која доби 51 пратеник според првичните резултати, обвинува дека ДИК подготвува фалсификат на зелена маса. Државната изборна комисија треба да биде достоинствена како што беше достоинствен македонскиот народ и да ја признае изборната волја на граѓаните. Вечерва има шанса Државната изборна комисија или да ја признае волјата на народот, или да се соочи со гневот на народот.
Должност на Државната изборна комисија е да разгледува приговори по спроведувањето на гласањето. Тоа го спроведува на сите 19 досега одржани избори во Македонија. На парламентарните избори во 2002 биле поднесени 52 жалби, од кои 32 од ВМРО ДПМН. Од нив најневообичаена била за хартијата на гласачките ливчиња, мастилото и пенкалата употребени при гласањето и барале хемиска анализа. На овие избори првпат е извршен директен притисок врз Државната изборна комисија. Министерот за внатрешни работи Љубе Бошковски заедно со шефот на изборниот штаб на ВМРО ДПМН Маријан Ѓорчев упаднаа во собранието и ги обвинија членовите на ДИК за фалсификат. Кабинет во собранието на Република Македонија дојдоа министерот Бошковски и други високи функционери од МВР, потоа шефот на изборниот штаб на ВМРО ДПМН Маријан Ѓорчев и други партиски функционери. Не беше прифатено нашето барање состанокот да биде одложен за денеска. Времето ни беше потребно да ги запазиме роковите околу утврдувањето и објавувањето на вкупните резултати од спроведеното гласање за пратеници. Комисијата сепак одлучи да има повторно гласање во две избирачки места, Лешок и Орѓуше, каде што се одлучи кој ќе биде 120-тиот пратеник. Парламентарните избори во 2006-та беа избори со најмногу насилство, кога во студени на денот на гласањето имаше еден загинат и неколку повредени. Додек пристигнале 45 приговори, а се прегласувало во 3 изборни единици. Повторувањето на гласањето во шестката било во корист на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, која добила едно пратеничко место, а коалицијата ДУИ ПДП изгубила едно пратеничко место. На предвремените парламентарни избори во 2008-та, 5 политички партии и коалиции поднеле приговори за 376 избирачки места, што е убедливо најголем број. ДИК ги поништи изборните резултати и по 2 недели имаше прегласување на 187 избирачки места. Но и по ова имало прегласување, иако тоа не ја сменило распределбата на мандати во собранието. На парламентарните избори во 2011 имало најмалку приговори или само 11. На парламентарните избори во 2014 имало 12 приговори од 3 политички партии, но немаше од СДСМ, која одлучи да не ги признае изборите. Сите состави на државните изборни комисии работеа под жестоки критики од медиумите и јавноста, но директен притисок има само во 2002-та, кога ВМРО ДПМН ја изгуби власта, и сега на овие избори. Еве во какви услови работат членовите на Државната изборна комисија. Тоа беше изборниот фактограф на Сања Васич. На ова можеме да го додадеме само и фактот за локалните избори 2013 година, кога токму на барање на ВМРО ДПМН 3 пати се прегласуваше гласањето во општина Центар. Но интересен е фактот дека токму со одлука на ДИК во 2006 година, кога се прегласувало на 27 избирачки места, едно пратеничко место добива ВМРО ДПМН, а едно пратеничко место губи коалиција ДУИ ПДП. Пендаров со гласовите на албанците. На ДПА, на ДПА гласовите. Тахири, што е разликата од тогаш и сега? Тогаш прегласувањето било добре дојдено, сега е кражба на гласови, на победа. Разликата е дека се менувале страните. Имено албанците одлучувале и на председателските избори, ако се сеќаваме во 99 година, кога беа во трка господинот Тито Петковски и Борис Трајковски. Ние знаеме дека тогаш, иако од оваа позиција сега... но на крајот Тито Петковски повлече 125 приговори. Да не се враќаме многу во минатата. Идејата ми е дека и таа победа има многу нерегуларности во смисла дека се полнеа кутиите и така натаму, и од оваа перспектива ако гледаме... Ама тогаш албанците беа добри. Тогаш албанците беа добри зашто гласа именно беше само една изјава извадена тогаш од контекст или пак беше дадена така за Косово од страна на господинот Петковски. Само тоа влијаеше албанците
меѓу другото и поради фактот што ДПА беше во коалиција и во вториот круг се правеше пресврт. Идејата ми е ова, дека албанците и одлучуваат имено и во општина Центар во минатите избори, што ги спомна, гласаа масовно за Андреј Жерновски. Неспорно е правото на секој граѓанин да гласа по своја собствена волја. Не ја разбирам логиката на ВМРО ДПМН да ги дели гласовите по етнички клуч, гласовите на албанците или пак како што беа нарекувани вчера клетите шиптари. Мислам дека таквата реторика не води никаде. Мислам дека води само кон конфликт. Ние и така имаме тиво конфликт меѓуетнички, меѓуполитички, интраетнички, интеретнички и така натаму. Затоа колегите спомнаат дека многу е добро во моментот да има некакво помирување помеѓу страните. Веројатно Заев рече дека е во директна комуникација. Мислам дека овие се критични моменти за политичките партии да седнат на маса, да се договарат, некако да ги смират страстите. Бидејќи ова, знаеме кон какво сценарио води. Ова води кон сценарио за кој што зборував кај тебе пред една година, кон украинското сценарио. Јас и тогаш сум рекол дека ние не треба да ја доведеме земјата, тоест македонците, албанците, граѓаните на Република Македонија во ситуација да се спротивставуваат заради политички мотиви и полицијата да го тепа својот народ, бидејќи мислам дека тоа не го заслужуваат ни македонците, не го заслужуваат ни албанците. Не го заслужува никој, ни еден граѓанин на ова држава, затоа што мислам, сега не зборувам како аналитичар, сега зборувам повеќе како граѓанин. Мислам дека ние заслужуваме сите подобра држава, заслужуваме подобра правна држава за која што господинот Пендаров, колегата, збореше. Бидејќи да се мисли дека една одлука на легитимна изборната комисија беше гласана во собранието, експертите кои се предложени во Државната изборна комисија беа избрани на конкурс, не беа донесени од улица. Тоа е целта на ова наша нова рубрика, овој фактограф кој што ние ќе го имаме постојано понатаму во обид да ги разграничиме што е вистината од политичкиот спин. Дека сега веќе немаме спротивставеност само меѓу македонци и албанци, туку имаме спротивставеност и помеѓу предавници и патриоти. Тоа не е сега, тоа е старо. Сакам да, меѓутоа ова е на вистина веќе на високо ниво. Значи веќе имаме конфликтна ситуација помеѓу повеќе спротивставени страни поради нели ширењето на омраза, така што не е единствено од етнички концепт, туку сега веќе се создава од повеќе страни. И сите граѓани се држат во грч. Јас зборував и за интеретничкиот и за интраетничкиот. Интеретничкиот некогаш е многу по интеретничкиот е многу по-тензичен. Тоа го знам, бидејќи доаѓам од таква заедница кога судирот е многу потензичен, последиците може да бидат многу подлабоки. Повеќе жаришта, буквално. Бидејќи сме на теренот на фактите пред да се вклучат и другите во дискусијата, би сакал да слушнеме една изјава од изборите 2014 на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кога како еден од главните аргументи дека изборите беа регуларни, го посочуваше токму фактот дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија таа година не поднесе ниту еден приговор до Државната изборна комисија, иако партискиот лидер Зоран Заев во 19 часот вечерта ги прогласи изборите за нерегуларни и не ги призна резултатите. Да го слушнеме Груевски од, мислам дека изјавата е од 23 април 2014 година. Заборавија барем една забелешка да достава до Државната изборна комисија. Немаат нити еден приговор за изборите овие од СДСМ. Нити еден приговор не стигна во Државната изборна комисија за нерегуларности на изборите. Во таа гужва, во таа нервоза, во тој гнев насобран кај нив, заборавија барем за алиби да достават 50 до 100 забелешки, колку да има
простор за лагите што ги кажа да има барем нешто да кажат, еве доставивме 100 приговори и на тоа се темели и нашето укажување дека изборите се нерегуларни. Една забелешка, еден приговор нема од партијата која што вели дека изборите не се регуларни. Толку им е памето, што да ви кажам, толку е тој гнев на собран, толку е таа нервоза на собрана таму што забораваат и лагите да се ги подкрепат со барем елементарни алиби пред граѓаните. Ниеден приговор немаат, толку не им текнува да се покријат барем со алиби приговори. Така говореше Груевски во 2014 година, а во 2004 година по председателските избори бараше лично и целосно пребројување на гласовите. Сега Пендаров, бидејќи имате најдолг стаж што сите нас во следење на сите изборни циклуси, кога ќе го споредите сето ова што како изјава, фактографија која што стои од изминатите изборни циклуси и кога со она што се случува сега, кој би бил заклучокот? Заклучокот би бил едноставно балкански политички фолклор од страна на Груевски, кој е многу опасен за стабилноста на оваа држава. Ништо друго, нема друг заклучок. Значи, имате закон, изборен закон, имате законски права и обврски, имате институција, ДИК, и сега вие ги користите законските одредби, давате еднашка не чини за тоа што не сте дале приговор, сега не чини за тоа што сте дале приговор. Едноставно, спин докторите во ВМРО, а ги има повеќе и за некои мора да се призна дека не се толку лоши, односно се многу добри, бидејќи добро ја прочитале политичката култура која владее во ова општество и врз тоа колегата кој комуниколог многу подобро од мене ќе го објави, може би го знае, но добро ја прочитале политичката култура и сега прават вакви спинови кои палат меѓу општеството и меѓу граѓаните, посебно меѓу оние кои го дале гласот за ВМРО ДПМН. Она што го рече ти... Видете, Пендаров, едно е кога спинот останува на ниво на политичка пропаганда, на пропаганден спот, а друго е кога спинот ќе се надгради со народ на улица. Со тенденции кон насилство. Ама преска спомна колегата дека ова нешто беше за очекување, не од денеска, него од барем ти знаеш колку пати одредени медиуми или квази новинари кои припаѓаат во групата на само наречени патриоти, тебе лично и такви ко тебе ве ставиле под бетон. Во подруми да ве зацементираат. Знаете сите на кого мислам. И без се слики. Па и не само новинари, туку и активисти и така натаму. Значи, таа агресивност не е од вчера, трае долго. Еднашка е канализирана преку медиуми, друг пат е канализирана преку вакви манифестации, односно демонстрации. Добре, јас така добив и синоќа, меѓутоа етички мислам дека не е во ред да личните примери ги користам во сиот овој формат. Ти нема, јас како учесник во оваа дебата имам право да потсетам на некои примери каде што беа типични, агресивни, беа полни на кои требаше да реагираат нашите институции. Имаше внатре од расизам до говор на омраза и така натаму, нешто да те обесам на твојата слика и да кажам дека треба да те обесам или да те ставам во подрум и да те зациментирам, извини, тоа е агресивен говор на омраза, хейт спич или во најмања рака предрасуди и стереотипи за ова. А посебно затоа сме и до тука денеска. Да, и затоа денеска многу лесно вие да запалите, односно да направите кој што многу од подамна го кажа колегата, да направите украинско сценарио. Епа нека ние со среќа. Сефер, пред да преминеме на оној дел околу пораките кои што беа кажани синоќа, а дел беа повторени пред малку во тоа што можевме да го слушнеме во директното јавување во вестите. Од друга страна имаме една воздржаност кај албанскиот блок партии,
дел од лидерите замина во Тирана на некакви консултации, меѓутоа какво било прашање, особено кај водечката албанска партија, дуја сепак партија со најголем број мандати, секој обраќање до нив, бидејќи се очекува Груевски кај нив прво да тропне за коалицирање според бројките и според мајскиот договор. Нивната изјава е дека се воздржуваме од било какви коментари се до конечноста на резултатите на изборите. На што се должи таа воздржаност? Мислам дека изјавите кои што доаѓа од ДУИ, дека ќе се почитува легитимитетот, принципот на легитимитет. Тоа значи победникот со победникот. Од вчера таа изјава е смената. Таа беше изјава на Ахмети пред изборите, нормално мисличи дека он ќе добива поголемо мнозинство и веројатно мисличи и според анкетите кои што беа, веројатно мисличи дека победникот кај македонскиот политички блок ќе биде со поголема победа. Од вчера е сменето тоа, од вчера имаме нова изјава, а тоа е дека легитимитетот во случајот е спорен во смисла да коалицира победникот со победникот, бидејќи бројките се тие кои што значи диктираат формирање на влада. Основата на платформата, односно условите за влегување на ДУИ во власта се барањата кои што се дел од платформата. Меѓу другото, официализацијата на албанскиот јазик, продолжувањето на специјалното јавно обвинителство, значи продолжување на мандатот и вклучувањето во уставот како уставна категорија, што знаеме дека за ВМРО ДПМН по никоја цена се неприфатливи. Од тука што преска зборевме и во паузата, нервозата на ВМРО ДПМН, бидејќи не може да се соочат и плюс со едно барање кое што е од природа на поделба на функциите. Тоа е председателот на собранието да биде албанец. Значи да биде од редовите на Добре, едно од трите може дуи да побара и премиер, да не бидеме Добро, да не ги минимизираме барањата. Ако на наследните председателски избори може да побара и председател. Се хипотетички. Отворена е берзата и секој може да си побара што сака. Друго ми е идејата, Боби. Значи идејата ми е дека ВМРО ДПМН се обидува да создава таква слика за што Пендаров зборуваше, кај јавноста да го намали пазарот. Пазарот со албанскиот фактор. Без плаќање на цената заради победата која што они мислат дека ја оствариле, а јас велам заради губењето на тие 12 мандати на одминатите избори, они ќе се соочат не само со ДУИ, ќе се соочат и со барањата на алијансата на албанците, кој што може да биде или пак од барањата на движењето БЕСА, кои што мора да бидат дел од широката или пак од таа коалиција за да има некаква стабилност. Колку е ВМРО ДПМН спремна да плати таква цена, ќе видиме. Јас мислам дека не е спремна, бидејќи од друга страна влегувањето на ДУИ без исполнување на таквите барања ќе значи дека ќе ја снема од политичката карта на следните избори партијата на Ахмети, која што на овие избори ја плати фактурата коалицирајќи со Груевски и со ВМРО ДПМН без нивната програма да биде дел од владината програма преродба во 100 чекори и не знам колку чекори, а ниеден чекор од ДУИ не беше реализиран. Ако е толку тежок предизвикот за Груевски кога би седнал на маса со Ахмети, со челниците на Алијансата или на БЕСА, уште поголем и за, тоест подеднакво тежок и за Заев. Ако зборуваме за прашања кои се сврзани со употребата на албанскиот јазик, односно официализацијата на албанскиот јазик како втори службени јазик, верувам дека е тешко и за Заев. Односно, станува збор, во овој момент имаме едно различно тумачење или читање на
Уставот и на Охридскиот договор во врска со употребата на јазикот. Јас не сум експерт нити за едното, нити за другото од правен аспект. Например, кога станува збор за употребата на јазикот, јас и неколку пати јавно ги имам кажано и напишано, ние не успеавме во овие 25 години албанскиот јазик, таму каде што е втор службен јазик, на ниво на локална самоуправа, на вистина да го направиме втор службен јазик. Оти не е втор службен јазик, ако, например, одите во суд и сега едниот клиент е албанец и сега вие му обезбедите преведувач и не е тоа втор службен јазик. Тоа и во Швајцарија го имат албанците. Ама тоа не во Швајцарија и у било која држава да отидеш мора да ти обезбедат. Така. Тоа значи втор службен јазик значи дека судскиот процес без разлика дали е кривично дело или граѓанско дело, ако се албански страни, целиот процес да се води на албански јазик. Тоа е втор службен јазик. Да, меѓутоа во судовите се уште... Молам? Јас зборувам што е втор службен јазик, а каква е фактичката состојба, тоа е друга работа. Втора работа. Не сум многу паметен, али тоа го има. Словенците уште од време на социјализмот, таму кај што живеат малцинствата, Словенија има само две малцинства по устав, кои се ептен мали и ептен се малцинства, унгарското и италијанското. Во тие на ниво на локална самоуправа, двата јазика се тотално равноправни, службени, а децата од прво делење ги учат двата јазика. Значи, прво не го направивме тоа и сега одеднашка да биде службен јазик. А ние го немаме учењето, значи, на албанскиот јазик во Тетово, условно кажано во многу отворени прашања, но да останеме на темата, а во продолжение по кратката пауза за реклами, дилемата. Дали се разбира суштината на пораките кои се испраќаат со паролите "Ќосето е жив" или "Ноќта на ножевите"? Велам, ова вечер е вечер на ножевите. Ова вечер е вечер или на разумот, или на лудилото на еден човек, на последниот македонски предавник Зоран Заев. Драги браќа македонци, велат, Јуда Искариотски се појавува во секоја историја на еден народ. Ниједна ограда нема да не стопира ако тргнеме. Упат, влегувајте! Нашето трпение е пред крај! Така е! Снимај, Срба! Да ме чујат! Овие луѓе горе, дел од нив, не сите, дел од нив, тоа се поколенијата кои што се од удбашите, луѓе кои што 50 години знаат да манипулираат со луѓето. Ова е една од ноќите кои што ќе бидат дел од оно што се нарекува историја на ВМРО. Значи, не заминуваме, остануваме тука. Се разравме ли? Дај бе да влезиме внатре да ги сипиме од озгора. Зај многу близко ќе му биде погребот. Многу брзо ќе му дојде погребот. Ќе биде у кардиологија таму. Ќе го удри инфрак после неколку дена. Таму ќе му одиме на посета. Ќе му палиме свеќари на гробишта. Така е. Не може Македонија. Не ја даваме Македонија. Сите остануваме тука. Ќе останеме ни. Тоа беа дел од изјавите на слушнати синоќа, со извинување што овозможуваме уште еднаш да бидат слушнати, бидејќи на тој начин и самите придонесуваме кон ширење на она што го детектиравме во нив.
омраза, раздор и насилие. Во извештајот на Хелсиншкиот комитет се вели дека во дел од изјавите, посебно скандирањето "Ќосето е жив" и така натаму во изјавите на Амди Бајрам, на Божиновска, велите констатирани се кривични дела како предизвикување омраза, раздор или нетрпеливост врз национална, расна, верска или друга дискриминаторска основа и загрозување на сигурноста кон повеќе лица казневи според кривичниот законник на Република Македонија. Тоа сето ова некој ќе го прочита и ќе ја спореди со мојата најава дека сето тоа е во некаков контекст на говор на омраза. Коментарот од многумина веројатно би бил: еве ги повторно седнале и зборуваат за приказни, за нешто апстрактно. Но дали е така? Па апстрактно е поради тоа што јавното обвинителство очигледно смета дека говорот на омраза никако не влијае например на сторување на дела на омраза, иако ги имаат фактите кои што се на нашата страна, односно дека и говорот на омраза бележи големо зголемување и особено влијае на сторување на делата од омраза, кои што посебно во предизборието, а сега е возможно и по изборните резултати, да ескалираат, односно се случуваат голем дел на дела од омраза. Воопшто не е апстрактно, значи ова е феномен кој што го има во нашата правна рамка и кривичниот законник го препознава, меѓутоа за жал не е препознано од страна на јавното обвинителство и се смета доста несериозно. Меѓутоа имаме докази кога говорот на омраза доведе и до дело од омраза. Само ќе го спомнам протестот на 28 март 2009 година, кога еден новинар повика Јанко во својата емисија студентите од архитектура кои што протестира утре дента да бидат линчувани, и тоа всушност и се случи. Значи луѓе дојдоа на плоштадот и ги истепаа. Од овој момент, значи до денешен датум, се забележуваат повеќе вакви случаи кои што не се можеби толку јавни. Вие водите посебен регистар на инциденти предизвикани од говор на омраза. И од говор на омраза и од дела од омраза. Се чини дека се уште тоа разграничување или таа дистинкција во јавноста е нејасна. Да, меѓутоа ова веќе е злоупотребување на слободата на изразување. Значи тука веќе имате отворено повикување на насилство. И тоа јас не мислам дека јавното обвинителство, земајќи нели предвид зависноста од власта, дека сега од утре ќе отиде, иако ние ќе поднесеме кривични пријави за ова, затоа што сметаме дека е навистина сериозно, ќе ги гони значи лицата кои што очигледно шират говор на омраза. Затоа цело време повикуваме дека мора од негде да се почне. Значи досега имаме поднесено 5 кривични пријави, се имаат јавното обвинителство постапува единствено по една кривична пријава и тоа се уште нема поднесено обвинителен акт. Досега, од кога постојат овие кривични дела во кривичниот законник од 96-та година, имаме само една одлука за говор на омраза, а тоа е за палење на македонско знаме. Така што резултатите, односно статистиката е навистина поразителна. Ова е регистрирано во било кој извештај кој што е наблюдувачки во однос на тоа како се одвиваат, како се развиваат и како се остваруваат човековите права во земјава и што се случува со насилството и со говорот на омраза. Јас мислам дека овие говори се точно резултат на она што го кажуваме долго време, односно дека државата го игнорира говорот на омраза и ги игнорира делата од омраза. И сега веќе се соочуваме со ситуација каде што на сите имаме основан страв дека ситуацијата навистина може да ескалира. И како што кажавте, од тој некој тивот конфликт, иако веќе не сме баш сигурни колку е тивок, навистина можеме да дојдеме до една сериозна состојба. Божиновски, кои се вашите анализи на она што се случуваше? Се согласувате ли со оваа многу детална класификација на дури на кривични дела
од страна на Хелсиншкиот комитет. Да, апсолутно се согласувам за детална класификација на кривични дела. Во говорите што пред малку ги слушнавме, има елементи на говор на омраза. Колешката Чаловска спомна слободата на изразување. Проблемот тука настанува дека во македонското законодавство, во овие простори, говорот на омраза и слободата за изразување се во многу флуидна состојба. Така што поради ниската култура на зборот, тука слободата на изразување не доаѓа во израз, бидејќи слободата на изразување завршува таму каде што почнуваме да напаѓаме некој право за гарантираност со Европската конвенција за човекови права и суставот на Република Македонија. Кај говорот на омраза во овие случаи, морам да кажам дека има мешовита природа, бидејќи некои од забелешките што беа истакнати тука водат, како што каже колешката Чаловска, конструирање на кривични дела од омраза. Тие во македонското кривично законодавство обично имат порестриктивен пристап од редбите за кривични дела од омраза, а во однос на говорот на омраза, тука е битно да се каже дека законот предвидува неколку вида на заштита. Првата заштита е политичка, со донесување на стратегии и овозможување на законски механизми кои ќе овозможат законска регулација на слободата на изразување. Втората заштита е административна и граѓанска заштита на слободата на изразување, тоа е со поднесување на деманти, барање на извинување и тие се како права на жртвата, што е говор на омраза. Третата, како ултима рацио, е кривично правна заштита. Кај кривичното правна заштита, како што кажа колешката Чаловска и моите почитувани соговорници, тука имаме кривични дела. Конкретно, предизвикување национална, расна, верска омраза, расна и друга дискриминација, како второ дело, и најбитно од се би се задржал на загрозување на сигурноста, конкретно став 4 од членот 144. Зошто токму тоа кривично дело? Забележав дека на неколку места се истакнува, особено ова кривично дело и во нивниот извештај. Загрозување на сигурноста поради тоа што тука имаме пак поделба на делото. Кај ставот 4 од ова кривично дело се наговестува дека тој што ќе изврши преку средства за јавно информирање, преку компјутерски пат, шири ксенофобичен, расен и друг материјал, што има мислам основа за да дискриминира, навреди, омаловажи група на индивидуалец или група врз основа на нивната расна припадност, етничка, национална боја на кожа, ќе се казне построго. Само да се надоврзам, всушност ние кажуваме дека тука треба и ставот 3 да се примени од страна на јавното обвинителство, а тоа е кога е загрузена сигурноста кон поголема група на луѓе. Да бидеме малку попрактични, вие сте длабоко навлезени во цела таа теорија. Еве се споменува Валентина Божиновска и во вашиот извештај. Ја слушнавме што рече, таа ја спомна ноќта на ножевите и сега асоциацијата на сите беше ноќта на долгите ножеви, знаеме што значи тоа. Меѓутоа еве Божиновска денеска политичка пресматка со неистомислениците, значи тоа е тоа. Божиновска денеска излезе со еден коментар на наше директно прашање дали чувствува морална одговорност да си даде оставка, бидејќи доаѓа од една институција која што треба да шири разбирање, толеранција, меѓуетничка, меѓукултурна соработка, се слушна нешто друго. Таа рече дека сосема погрешно била разбрана и всушност рецитирала песни. Па јас не слушнав дека рецитира песни, како ние ќе дојдеме до тоа што вие го велите кривично правна разврска? Ама се извинувам, ама и пример ја познавам госпоѓа Божиновска и навистина многу сум изненаден во негативна смисла, ама нека биде и така по нејзино. Нека биде да ја рецитирала песна. Песна во која се зборува со ножеви ќе решаваме работата. Значи тоа е чим го спомнуваш ножот, тогаш е јасно дека ножот води кон насилство, односно истерување на некаква правда со насилство, а не преку легалните механизми на ова. Него не сакам нешто друго да кажам, кога колегите, навистина ми е драго што така темелно и многу конкретно и разбирливо, барем за нас кои не сме правници, го објаснивте тоа. Но не знам зашто забораваме на
Комисијата за заштита од дискриминацијата. Она би требала да реагира при вакви работи, бидејќи говорот на омраза создава дискриминација. Би сакала последното искуство да го споделам во однос на комисијата. Не, ја за Тони Наум, Александар Даштевски, поблага форма на Науновски, а Науновски и Даштевски, дозволете, се избрани со гласовите на други. Освен на Рафи Салити, кој стана и кој рече јас за овие двајца не гласам. Имам да мислина сум поносен на самиот себе си, против тие двајци имам напишано 10 колумни, а со господинот Науновски скоро нема ни 2 недели на една од телевизиите се направивме парчиња. Да потенцирам дека Комисијата за заштита од дискриминација во 2 своји мислења има констатирано говор на омраза, меѓутоа во последната представка и тоа добиено од Агенцијата за медиуми против Миленко Неделковски, комисијата воопшто не сакаше да постапува, зашто еден од членовите всушности се огради, поради тоа што председателот воопшто не ни ги известил останатите членови за ова. Меѓутоа, ова е делот на превенирање. Комисијата може да донесе мислење. Во овој конкретен случај, значи на вистина, од повеќе луѓе, каде што се работи за протест, каде што има голем број на луѓе собрани, се повикува на насилство. Значи, имавме спомнување на погреб на лице, имаме спомнување на ножеви, го спомнуваат постојано, буквално секој го спомнува ќосето, се разгорува таа омраза, како по основ на етничка припадност, така и по основ на политичка, идеолошка, можеби никаков општествен статус. Затоа не би сакала да минимизирам дека комисијата тука може да ургира, тука јавното подпрашање за сите, бидејќи рековте се споменува народот, меѓутоа под народот се чини дека се подразбираат само оние 455.000 кои што гласале за ВМРО ДПМН. Оние 612.000 ги нема никаде, а оние пак што не излегле воопшто за нив да не. Затоа јавното обвинителство тука треба да интервенира, не Комисијата за заштита од дискриминација. Не мислам дека сите треба да реагираат. Тука е главниот. И Агенцијата за медиуми. И Агенцијата за медиуми. Сакам да се навратам за тоа што го спомнав во однос на заштитата. Комисијата за заштита од дискриминација е уредена со Закон за спречување и заштита од дискриминација и спаѓа во областа на вториот на повисокото рамниште, тоест административна и заштита од дискриминација во граѓанска права, слободата на граѓанска постапка на слободата на изразување. Ова што го видовме тука. Вие сте правници, може да само да ви одговорам на вашето прашање. За да има дискриминација треба да има некој друг кој што е припаднат. Сака да каже дека сега имаме повисоко ниво кој што ја прескокнува комисија. Работа за кривичното право бидејќи има потежок облик на делото, бидејќи е направено со злоупотреба на положбата во некој случај. Сите знаеме каков јавен обвинител имаме. И како имаме судство, но какво судство? Агенциите кои се Агенцијата за медиуми значи има и она законски значи обврски да реагира на ваквиот говор. Да не емитува таков материјал. Ако се сеќавате, агенцијата се прогласи за ненадлежна која беше случајот на Миленко Неделковски, кој што повикуваше да се става. Да, но потоа имаше друга, во друг случај се реагираше. За волја на вистината. Откако реагираше ОПСЕ, откако реагираше Советот за етика и така натаму. Сакам да нагласам и едно значи една сугестија до медиумите. Значи треба да бидат внимателни бидејќи овие се сензитивни моменти за целата држава. Треба да бидат внимателни во смисла на емитување на ваков вид на говор на омраза. Вие сега дојде сега стапува на сила професорот по комуникологија Сефер Тахири. Не, сакам да кажам дека кој би бил на пример кога се известува за вакви настани во кои што има говор на омраза, мора да се прави значи јасно разграничување помеѓу тоа што е говор на омраза. Мора на гледачите да им се дава јасна слика, да се идентификува точно што е говор на омраза. Кога ќе се каже клетите шиптари, мора да им се укаже на гледачите дека ова е говор на омраза по етничка
основа или пак некоја друга основа која се спомнува часите. Ајде професоре Тахири сега. Мора ова не е иронично, меѓутоа навистина како професор, која е линијата на која што мора да внимаваат медиумите? Значи дали според вас сето ова не смееше да се објави или пак мораше да се објави за да се превенира, за да се дека снимките кои што ќе ги гледаме говорат во одјавата, не во не е важно. И мислам дека и во најавата кажавте дека следуваат некои изјави кои што имаат во себе, вклучуваат, значи во нивната содржина имаат доста говор на омраза. Мора гледачите да се предупредуваат дека тоа што следи е говор на омраза и мора да се идентификува тој говор, бидејќи ние и да имаме едуцирана публика, знаеме дека може да следат и деца, малолетници и така натаму. Значи, мора медиумите да бидат внимателни. Исто така, мора да се идентификува говорот кој што на некој начин води кон насилство. Бидејќи ние сме значи сведоци кога се повикувало на насилство и утредента, значи имало судир помеѓу група на луѓе кои што се припадници на политички заедници и така натаму етнички заедници, не е важно, кон новинари кои што биле значи сретнати во не знам каде на улица и така натаму. Затоа многу е битно медиумите да бидат внимателни. Исто така значи кога има на пример директни вклучувања, ако има говор на омраза, мора да реагира тој што е водител, тој што е уредник на емисијата. Бидејќи во случајот на Милинко Неделковски се реагираше откако тој го истори гневот кон сите ние што мислиме другачи од него. Сега имаме една ситуација во која сето тоа што го говориме доаѓа од државни функционери, доаѓа од високи носители на функции, на јавни функции. Мислам дека колегите говорат за кривично правна одговорност. Дали е тоа воопшто реално? Мислам дека не е реално, тоа сакав да кажам дека во моментов не верувам дека јавниот обвинител ќе покране против било кој висок јавен функционер или партиски висок функционер било каква постапка знаејќи ситуацијата. Затоа сега како што кажав и на почеток, првично е неопходно сите партии да застанат заедно. И да повикаат на смирување. Тоа буквално не се има случајно. Јас реков на почетокот дека нема да ја употребувам заканата која што стигна до мене, не е битна содржината, значи повторно е поврзана со ќосето. Но она што сакам да го кажам е дека таа дојде преку социјалните мрежи. Денеска попладне тој профил на Твитер повеќе не постои. Значи ние имаме една појава на мултиплицирање на такви наречени твитерџиите ги викаат ботови или ова. Ќе се надоврзам. Значи мора да има јасна дистинкција и ние како општество, како граѓанско општество мора да бидеме покритични, бидејќи кога се зборува за слободата на изразувањето, зашто зборуваше колегата. Значи таа мора да биде балансирана со одговорноста. Нема неограничена слобода за изразување. Апсолутна, да, во смисла да се бидејќи кога слободата, значи, ќе биде на граница со говорот на омраза, со навредата, со клеветата, таа не е веќе слобода. Тие се, сум истакнувал неколку пати, тие се непријатели на слободата и ние на непријателите на слободата треба да им укажеме на јавноста дека овие се тие кои што го кршат правото. Инаку, критиката кон јавните личности, јавните функционери треба да биде многу поголема и од медиумите, се согласуваш Пендаров. Не може ние да го критикуваме на исто ниво Миленко Неделковски и овој другиот што ни беше подпредседател на собрание и сега зборува дека гневот на народот ќе се истори пред кон ова членовите на ДИК. Што е тоа? Имаат поголема одговорност. Што е тоа? Имаат поголема одговорност политичарите поголема одговорност на политичарите. Ова што ние го слушнавме вчера и делумно денеска доаѓа од носители на јавни функции. Ова што кажа колегата пред мене, мислам дека секој треба да точно и го прифаќам, односно ајде Миленко има медиум, али
се да излезе Амелијан на улица или некој непознат на улица и да почне да вика клети шиптари. Тоа може само да добие некој бокс и ќе заврши целата работа тука и готово. Ама кога ќе излезе јавен функционер, ако наоѓа на некој силен шиптар може да заврши што нема јавните функционери да извршат насилство. Разбиеме емисијата. Али ако јавна личност, функционер, јавна личност, па не мислам само функционер. Еве тука видовме и глумица, нели? И таа преска нешто зборуваше. Она е јавна личност, значи не само на функционери, него јавна. А плюс нели е директор на комисијата за верски заедници. Не мислев на таа глумица, мислев на уште една глумица. Не ја пуштивме. Има во ВМРО ДПМН многу глумици. Јас сакам да се навратам на тоа што само Пендаров па поеде збори од на многу краток ќе биде. Значи тежината на функционерот, на јавната личност, па дури и на нас кои демек сме некакви креатори на public opinion, на јавното мислење, е многу поголема и многу поригорозно треба правото да ги обработува тие примери, бидејќи јас сум сигурен ако 1, 2, 3 такви јавни личности или политичари заглават за членот 394 став 4 или како беше? Не, тој беше 144. Добро, нешто важно. Добре, значи ја мислам дека и Миленко и оној обичниот ќе се сепне дека може да заврши со 2-3 години во затвор или не знам што предвидува законот, казенската политика. Значи, таму треба да се оди. Кај тие што се носители. Каквиот говор ги ја контролира масата. И не само што ја контролира, предизвикува омраза. Делата од омраза на крај нема да спидат сторени од високите партиски функционери или од носителите на високи државни функции, туку ќе бидат сторени од обичните луѓе кои што веќе ја примиле таа омраза и на некој начин понатаму ќе сторат дело од омраза. Точно, сакам да се согласам за тоа ти што го кажа во однос на ќелсето, коментарите во однос на ќелсето. Тоа е член од ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем. Како што спомна Неда и како што спомна соговорниците, тоа води кон се извинувам што ве прекинувам, и ние имаме инвазија од такви профили и на лажни Facebook профили, и на Facebook и лажни профили на Twitter. Имаме два позитивни примери. Хейтат и ги снемуват. Имаме два позитивни примери од Министерството за внатрешни. Јас сакам да се осврнам на повеќе врз моментот дека делото ако е сторено од службено лице, значи вршено службена должност, е потешко казниво дело и како што кажа Неда Чаловска, тоа води кон сторување да инспирира кон водење на кривично дело, сторување на кривично дело од омраза. Меѓутоа, како што Андре, не е само постоењето на кривичното дело, немаме институции што функционираат за тоа да можат да го санкционираат. Значи единствено два примери имаме, Министерството за внатрешни работи каде што спречи постоење на Facebook профил кој што промовираше говор на омраза. Значи тоа е единствениот пример каде што имаме некаква реакција од институции, а сме поднесувале голем број на приставки, имаме кривични пријави до јавното обвинителство, не постои никаква статистика од страна на државата, што значи дека воопшто не се сваќа сериозно овие појави. Ако немате правна држава, онда ова е нема да очекуваме сега јавниот обвинител дека ќе искочи да ги гони за говор на омраза кога знаеме за поголем криминал дека воопшто ништо немаше превземено. Зашто тогаш ќе поднесувате кривични пријави? Тоа е само ентузијазам? Не ентузијазам, меѓутоа понатаму статистиката што сакаме да ја покажаме дека воопшто не функционира. Значи некој може да каже како што нели претходно не сте поднеле пријави до ДИК. Затоа ние поднесуваме до институциите и понатаму имаме статистика дека тие воопшто не постапуваат. Одиме со уште една пауза за реклами и со завршните коментари во вечерашната дебата. Добре дојдовте во топ тема на ваша страна со завршниот круг прашања. Божиновски би почнал од вас. Како овие членови кои што ги цитиравте и очигледно солидна законска рамка која што ја има Македонија, да не остане само запишена во законите и во вашите магистарски тези, па може би натаму и докторати? Значи, кога ќе дојде збор, кога станува збор за легислативната рамка,
за спречување на говор на омраза. Република Македонија е лидер. Имаме ратификувано сите конвенции за заштита од дискриминација, ги имаме буквално сите потребни механизми и законски решенија донесени во државата кои спречуваат говор на омраза и во административно-граѓанска, меѓутоа и во кривична постапка. Проблемот во Република Македонија е во институциите, конкретно во полицијата. Полицијата не превзема ништо. Одделението за електронски криминал нема пријавено случај, нема преземено истраги. Исто така, јас би рекол дека главниот проблем е сега се работи само за говор на омраза, меѓутоа утре други ќе се работи за кривични дела од омраза, а законот, кривичниот законник во однос на кривичните дела, во однос на делата од омраза има порестриктивни одредби. Порестриктивни се, не се јасно предвидени, како што се предвидени за говор на омраза, предизвикување расна и верска дискриминација и така натаму. Јас би рекол дека проблемот за овие работи лежи само во институциите. Тоа е мојот одговор. Јас не би се согласила целосно дека постои добра правна рамка во однос на говорот на омраза. Сметам дека треба да има подефинирани кривични дела. Меѓутоа, сепак и сега имаме правна рамка, па како што констатиравме, институциите не постапуваат. Освен непостапувањето на институциите, дефинитивно и јавната спротивставеност помеѓу партиите особено допринесува за ширењето на говор на омраза. Како што кажавме, медиумите исто така се голем фактор заради тоа што знаете според законот за медиуми и реобјавувањето на говор на омраза и се смета за ширење на говор на омраза. Затоа сакам да по трет пат вечерва, сметам дека и бараме и во нашето соопштение денеска јавното обвинителство конечно да се одважи и да почне со гонење заради тоа што овие дела се гонат по службена должност. Значи тоа е едната работа. А може не слушнале вчера. Па да, не слушнале вајде од 96-та. А втората работа е дека мора да постои процес на помирување. Значи овој процес воопшто не е отпочнат ни по 2001-та, што е многу голем проблем и што ескалира до денешен датум. Затоа партиите во овој момент е навистина неопходно да почнат процес на помирување. Тахири, зошто само омраза, раздори, нетрпеливост? Има ли место за говор на разум? Секојаш треба да има место за говор на разум, бидејќи се надевам се уште дека има малку разум кај политичарите, особено кај овие што се пред ДИК, за да ја смират ситуацијава, бидејќи и да се оди на прегласување и значи да се добива еден пратеник од страна на опозицијата, не е крај ни на ВМРО ДПМН, ќе постои ВМРО ДПМН и после овие избори, иако они цело време извикуваат да живее ВМРО ДПМН и таа идентификација на ВМРО ДПМН со македонскиот народ, со Република Македонија, мислам дека не им оди во прилог ни на нив. Бидејќи дискурсот, реториката која што се употребуваше против албанците, мислам дека се согласуваме сите, е малку чудна. Значи, имало надпревари кога играле Вардар и некој друг македонски клуб, да речеме Победа од Прилеп, на трибините се скандирало смрт за шиптарите. Мислам дека тоа сега се работи за борба, значи не се албанците индиректно, значи се вклучени заради гласовите. Сега се работи за политичка борба помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, се извикуваат пароли клетите шиптари. Мислам дека е нелогично. И уште нешто сакам да кажам. Омалуважувањето на албанците од страна на ВМРО, ДПМН не е само на протестите. Е институционално, значи имаме институционално однесување сите овие години. Имено, ако ги видите, значи гласовите според местата, избирачките места, таму може да се најдат не во голем број, но сум истакнувал тука и пред изборите дека еден дел клиентелистички, значи гласа за ВМРО ДПМН, тоа се албанци.
ние можеме, значи зошто има потреба таков гнев према имено ако сакате, јас правев анализа на председателските избори. Во 2014 година Ѓорѓе Иванов, тврдам, може да се провери, да се прави анализа според избирачките места. Е избран од гласовите на албанците на ДУИ, бидејќи другите припадници на политичките партии албанци гласаа масовно за Стево Пендаровски. И тоа е општо познато. Не знам зашто се дига ваква... Тоа ќе треба да го докажете, бидејќи Дуј тогаш демантираше, тука сте... Ке влезете во војна со Дуј. Не бе во Беле, јас не влегувам со никого, јас само зборувам со факти. Отворете го, значи, ДИК, таму има избирачки места и Ѓорѓе Иванов има во селата во Тетовско, во Скопско, во Кумановско, има гласови по 50, по 6, толку доволно дозирани за да се створи победата над Стево Пендаров. Последните 2 минути за Пендаров, како договор на развод? Бидејќи веќе очигледно е дека се што слушаме само омраза, раздор и нетрпеливост. Ја не сум многу оптимиста дека сами ние можеме тој разум да го пуштиме да излезе од нас и да превлада. И тоа, јас ја сакам историјата. Замислете, например, во Втората светска војна, сите останати југословенски народи се поделени, едни се квислинзи, едни се партизани, имате тепање меѓу нив и завршија и нема таква омраза. Ние, например, како македонци немавме тоа. Кај албанците имаше нешто, но албанците исто така, барем македонските албанци, не беа мал број во рамките на народно-ослободителната борба. Значи, сме немале тоа... И балисти. Да, и балисти. Да, но, ама, значи, во историјата сме немале ваква поделба меѓу нас, како што сега е направија политичарите. Дали она стара римска максима подели па владај, може би е тоа, не знам. Да. Има елементи на тоа. Значи, јас не верувам дека нашите политичари, ама мислам на сите, дека кај нив ќе превлада разумот и нека се они политички противници понатаму, али не со омраза и не со овој hate speech. Ние денеска слушнавме нешто, али не го прокоментиравме. Например, денеска американскиот амбасадор имал средба со Груевски и се навестуваат средби со другите. Сигурен сум дека американците на тие средби, посебно ова ќе го истакнат што ти денеска многу во оваа емисија се обиде со нас колку толку да го представиш, да тој разум некако не да ги натера да нема веќе омраза, а разумот странците ваljda со инка ќе им го да не промовираат омраза. Да не промовираат омраза. Ви благодарам што вечерва бевте мои гости. Останува да видиме што ќе се случува во следните денови. Последната информација од Државната изборна комисија е дека Државната изборна комисија ја заврши работата за денеска. Со последниот приговор од Социјалдемократскиот сојуз ќе продолжат утре. На собраните пред Државната изборна комисија почнале малку по малку да се чистуваат. Утре пак. Утре е нов ден и нови неизвестности. Овие одлагања ги одлагаат и датумите за жалби до управниот суд, конечно и за конечност на изборните резултати. Меѓутоа, веројатно, за сето тоа од понеделник натаму. Имајте пријатна вечер и добар викенд.